Почитувани, владата, предводена од СДСМ, продолжува со реализација на мерките и политиките што имаат за цел намалување на невработеноста и санирање на последиците од корона кризата врз економијата. Повторно се објавени јавните повици за најатрактивните програми и мерки од оперативниот план за вработување за 2021 година, за кои граѓаните во изминатиот период покажаа најголем интерес. Граѓаните и работодавачите имаат уште една дополнителна шанса да аплицираат за програмата самовработување, мерката субвенционирање, мерката практиканство, мерката обука на работно место кај познат работодавач, како и мерката јавни работи. Мерките од оперативниот план обезбедуваат поддршка за креирање на нови работни места, изголемување на вработливоста на невработените лица, особено на младите, долгорочно невработените и корисниците на гарантирана минимална помош. Овие мерки значат и поддршка на невработените лица на кои престанокот на работниот однос им е регистриран во периодот на кризата предизвикана од пандемијата COVID-19. За прв пат е објавен оглас за обуките за развој на дигитални вештини кои ќе опфатат 400 невработени лица и ќе ги наградат нивните вештини, што ќе значи изголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот. Јавните огласи се отворени до 28 мај и затоа апелираме до граѓаните, невработените лица и работодавачите да конкурираат во 30 центри за вработување низ државата. Поддршка за граѓаните и стопанството е врвен приоритет на СДСМ и институциите кои ги предводи. Остануваме посветени на реализација на мерки и политики, што значат намалување на невработеноста, поддршка за домашната економија и повисок животен стандард за граѓаните. Благодарам.